Министр, градоначалник, власт, опозиција, па пак власт, па пак опозиција. Тоа е Арбен Таравари, кандидатот за председател на Сдружената албанска опозиција Вреди. Стана познат во јавноста во јуни 2017 година, тогаш во владата на Зоран Заев ја доби позицијата министер за здравство. Остана само неколку месеци во ноември истата година, кога стана градоначалник на Гостивар. Тогаш се скараа со Зоран Заев, бидејќи СДСМ не го поддржа него на локалните избори, туку Невзат Бејте и Дуи. Неговиот краток министерски мандат ќе остане запаметен по ветувањето дека ќе го изградел новиот клинички центар, од кој по 7 години нема ниту темели, а кога дојде на позицијата веќе почнат и потпишан беше проект за нов клинички од страна на ВМРО ДПМН со италијанска компанија на постојната локација за околу 80 милиони евра. Еднаш за следните 40-50 години да направиме асолен клинички центар некаде во периферија. По напуштањето на здравство, Алијанса замина во опозиција, на истиот став остана и по парламентарните избори во 2020-та. Тогаш не штедеше критики за коалиционите партнери СДСМ, а особено Дуи. Кажа дека тие немале кредибилитет да зборуваат за големи идеи и било апсурд да се учествува во влада со нив. Тоа е огромно зло на општеството, ја веламе карцином на Македонија. Во 2021-та сметаше дека Али Ахмети не е добар со здравјето. Мендој се Али Ахмети ка проблеме с реалешен децоре. Де уни уројча са шпети такет пенсион, так канчем шпесој пред нимо ај дујмој точкоја ќе кудуват. Ставовите на Таравари се променија во 2023-та, кога реши повторно да влезе во владата, ги спаси СДСМ и Дуи, чие мнозинство висеше на конец и беа блиску до заминување во опозиција. Се надевам дека деновите што се пред нас ќе ги отвориме и кадровските решенија. По ова се смени и ставот на Таравари и околу лидерот на Дуи. Докторот веќе него диагностицираше за него претходно болниот Ахмети. Не бил негов пациент, па не можел да коментира, а политичарите говореле такви работи понекогаш. Политик Дедјони. Во политиката од време на време се критикуваме еден со друг, кажуваме по некој збор, што може да биде навредлив. Јас не гледам овде некаков навредлив збор за Ахмети. Кога реши повторно да се приклонува кон опозицијата, иако се уште беше во власта, се правдаше дека бил опозиција внатре во владата на СДСМ и Дуи. Ние одлучиме пред 8-9 месеци не по инсистирање, по барање на повеќе релевантни фактори, да оневозможиме 2023 година да се одржат парламентарни избори. Таравари сега во улога на кандидат за председател ветува повеќе работи, ќе работел на европската иднина на државата, ќе го помагал спортот, а ќе работел и на подобрување на условите во здравството. Да имаме децентрализирано здравство, односно да развиеме одредени центри, например во Тетово, во Битола, во Струга, Охрид. Таравари официјално пак ја напушти власта и замина во опозиција, кога беа сменети министрите Азир Алију и Фатмир Меджити, кои останаа дел од неговото крило по разделувањето со Зијадин Села. После тие случувања, Алијанса речиси целосно се распадна на два посебни конгреси. Прво беше поддржан Таравари да остане председател на партијата, а Зијадин Села пак за нов председател на истата партија, кој по судска одлука го доби партискиот печат. Првиот потоа реши да замине со Сдружената албанска опозиција, чиј кандидат за председател стана, додека пак Села отиде во коалиција со Дуи и Али Ахмети.